денеска е на дневен ред интерпелацијата на министерот за земјоделие. Го прочитав вашето CV пред да го спремам говорот. Роден сте 80-та година, земјоделски инженер, и вие сте еден од тие примери кај што меѓу првите вработувања ви е директор. 2006-та на 26 години ве вработиле како директор на Државна фитосанитарна инспекција. Потоа станувате пратеник, па државен советник, дополнителен заменик министер во пржинска влада и советник во ЈП Паркови и Зеленило. Прво кога прочитав дека 2005 сте помлад соработник во град Скопје, си викам што бара агроном во град Скопје. После гледам, викам умево му е најземјоделско на планетава. Цветан, па во Паркови и Зеленило изгледа цвеќиња сте саделе, само тоа ви е искуството предходно. И сега доаѓате прилично како еден бескрвен лик, јас не знам, можеби најнепознат министер за земјоделие и за една така важна област. Ќе ја повелам онака како што гласи насловот на министерството: земјоделство, шумарство и водостопанство, ама пошто јас сум контраш, ќе почнам од контра, од водостопанство. Сметам дека не треба да е во ваш ресор, затоа што имаме институционално преклопување, имаме Министерство за животна средина, па вашето министерство, па имаме АД водостопанство со 14 подружници, хидромелиоративни, и имаме јавни предпријатија: Лисиче, Стрежево, Злетовица, вода за пиење, вода за наводнување, вода за струја, каша попара е со преклопувањава. А Македонија не е во принцип низинска земја, сите знаеме. 85% од нашата територија е планини. Тоа значи дека имаме низини и котлини само 15%, и од тука земјоделското земјиште е стратешки ресурс, и затоа е многу битно вашето министерство. Имаме вкупно обработлива земјишна површина од 580.000 хектари. Од неа обработуваме како држава 310.000 хектари. Се потрудив внимателно да се спремам за говоров. Тоа значи дека повеќе од една половина од овие 15% низини кои ги имаме ни стојат необработени. Тоа не е затоа што нашите земјоделци се мрзливи. Тоа е затоа што немаме систем. А немаме систем затоа што 35 години вака се надмудрувате. Ние, вие. ВМРО, СДС, ВМРО, СДС. Сега, 80% од обработливата површина ни се ораници и бавчи. Ливади ни се 11%, лозија ни се 5% и овоштарници 3%. Јас не сум агроном, иако потекнувам од земјоделско бавчеванџиско семејство. Сега, но елементарно е дека без вода нема земјоделие. И прочепкав да видам колку од оваа површина, која што ние ја обработуваме како држава, ја наводнуваме со државни системи. Поразителна е бројката. 23.000 хектари. Од 310 обработени, 23 само наводнуваме. Тоа е едва 4% од вкупната површина или едва 7,5% од оваа која што ја обработуваме, ние ја наводнуваме со хидромелиоративни системи. Пазете, не зборуваме за некоја наука, фантастика. Нешто што го имало од Вавилон, у Стар Египет, у Кина, у Индија, секаде. Значи, ние едва 4% од вкупната површина имаме капацитет како држава да ја наводниме. Тоа е за водостопанството. Ај сега за шумарството. Го оставивте шумарството на шумската мафија. Милиони се вртат. ЈП Македонски шуми сега излезе. Знам дека не е под вас, меѓутоа сметам дека и шумарството не треба да биде под вас, затоа што треба да биде под ЈП Македонски шуми. Има 1500 вработени, 90% се партиски пацови ваши од СДС или од ВМРО, кои работат администрација. Само во дирекција седат со сите 4 увиси. 8% од сечата и дотурот се од шумарите. 3,5 милиони евра на приватни добавувачи, фирми. Овие, вашиве пајташи, во оваа шумска мафија, што ви даваат после провизии. Добивка на цело ова предпријатие 190.000 евра. Па кафич да отворите како држава, поише пари ќе зимате отколку овакво јавно предпријатие кое што е волку гломазно. За шумските пожари никаков резултат. Еве ќе ја кажам соседна Бугарија како ги реши. Ние тоа го предложивме, ама вие не го прифативте, ти не ви одговара у бизнисот.
Каде ќе се појави пожар, забрана да се стопанисува со шума на наредни 50 години. Ајде да видиме тогаш дали ќе ги палат со сила шумиве, ама не го прифативте тој закон. И сега доаѓаме до најбитното, до земјоделието. Тука, за разлика од шумарството, владее кванташка мафија. Вие сте министер на прекупците, а не на земјоделците. Нема да зборуваа колегиве за корупцијата, за партизацијата, како ги менјате систематизациите, за да си спопикате партиски штапци. Еве овие инспекториве и овие што ги фатија директориве. Кога директор зима 100.000 евра мито, можам да замислам министер колку зима. Може би милиони. И затоа имаме суспензија на ИПАР 3 програмата, и затоа имаме малверзации со субвенциите. Имаме наши членови на кои што за инат со Зорле не им исплаќате субвенции со години. И не им исплаќате затоа што се левица, не се ВМРО. Ај сега суштинска дебата. Ние сме земја која е увозно зависна од храна. Срамота, земја со 280 сончеви денови, увозно зависна од храна. 600 милиони евра трговски дефицит. Наместо да завршуваат во нашите земјоделци, им ги даваме на странци. Над 1 милиарда трошиме само да се прехраниме од странство. Сега, имаме намалено житно производство. 250.000 тони пченица произведуваме и ни фалат 80.000, најчесто од Србија ги увезуваме. Пченицата е намалена од 80 на 68.000 хектари, ршта од 4,5 на 3.500 хектари, оризот од 5.200 на 3.000 хектари. Елементарно е, ако вие ги зголемувате субвенциите, треба и производството да расте. Значи нешто ви е килаво во системов, не ви функционира. Следно, за останата продуктивност имаме. Имаме под 4 тона принос по хектар. Еве, во Европска Унија е 5,5 тона по хектар, во Кина, да не правиме мовет, над 6 тона по хектар. Отие 22 век се они таму. И сега како го решавате? Со обид за ГМО храна, ќе ни продавате пуфки одека, ќе ги носите овие, како ги вика, Global Harvest, Monsanto, BlackRock, што купија цела Украина плодната почва, или овие со хербицидиве, глифосати, и после ракови имало. Па ќе има ракови, инсектициди, пестициди. И најпаметните СДС почнаа, вие продолживте, се исековме гранката, санкции на Русија. На државиште што е 1/9 од светов, ние ќе им ставаме санкции. И кој ќе трпи? Нема вие да трпите, ќе трпи ресенчаните. Не можат од преспа јаболката 110.000 тони, 80% за Русија идеше. Зеленчук од чушки, патлиџани, зелките, за тоа зелката ни е 6 денара сега. Праските од Росоман, 10.000 тони идеа на тоа. Конзервна индустрија, овие, вино, се тоа си трпи. Многу ви е гајле вас, народот си плаќа. Вие мавате санкции, вие сте еврофундаменталисти. Откупни цени. 5% зголемени откупни цени во малопродажба, отколку кај земјоделци. Што тоа ви кажува? Дека прекупците го собираат кајмакот. Дека при инфлација од 5% сите одат нагоре, цени, само овие цени на земјоделски производи кај овие примарни земјоделци одат надоле. Пченицата 9 денара им ја плаќате, а на земјоделецов да ја произведе го кошта 22 денара. Значи он ве части вас како држава 13 денара. Млекото од 38 денари на 26 денари го намалите. Оризот 20 денара, а да го произведе 25. Компирот 25 денара. Кромидот 15 денара. Или грозијето, еве. Вранецот 27 денар, смедеревката 18. И видите сега, наместо лозариве да ги стимулирате, вие новинариве им давате пари. Која е таа логика? Плюс 10 денара на овие, плюс 3 на овие, ама овие нема ни да ги исплатил. И што е резултатот? Еве го резултатот. Од 90.000 пенушки во тиквашијата 2021 сме паднале на 79.000 пенушки. Вака ако продолжиме и грозија само по дома ќе се одгледува. Ај кај сточарството да видиме. Илјадници грла добиток имаме помалце 10% годишно ни се намалува. Во овци сме имале во СФР 2,5 милиона грла, денес имаме 470, немаме ни пола милион. Минус 80% сточен фонд. Говеда сме имале 300.000, сега имаме 140.000, минус 60%. Какви се вие политики кои водат до вакви резултати? Од тука спасот е во комбиниран модел кој што ние го имавме, а тоа се големи зикови, задруги и бавчаванџи, значи домашно дополнителни приходи, стратешки култури немаме, тоа се афионот и конопот и агробанка. Очајно ни е потребна агробанка за зелени кредити, за системи за заштита и за циркуларна економија поврзана со исхрана и училишни мензи. Ви благодарам.